Во својство на председавач на Советна општина Гостивар и во својство на советник, како прв меѓу еднаквите, што би се рекло. Кога зборуваме за меѓуетничките теми, мене ми е, да речам, посебно драга. Јас сум се родил и пораснал во една таква мултиетничка и мултикултурна средина и секогаш се гордам и истото им го пренесувам и на моите ќерки дека од моите почетоци зборував на трите локални јазика, значи и на албански мојот мајчин јазик, но и на македонски и на турски јазик. И секогаш се трудам тоа да биде модел и за моите деца, затоа што за се ова што ни се случува и за се ова што го зборуваме денес започнува кај нас дома. Значи, на почетокот, зачетокот е таму каде што ние треба да ги воспитуваме нашите деца, дека ние живееме заедно, едни со други и не сме ниту противници, ниту спротивставени страни, него сме комши еден до друг, кои треба да ги делиме и добрите, но и лошите моменти во нашиот секојдневен живот. Малку кратко ќе се осврнам и на работата на Советот, каде што можам да кажам дека се гордеам со сите нас, советниците, затоа што сме донекаде и ние модел како треба да функционира еден општински совет. Дали е совршено? Не. Дали има простор за подобрување? Секако дека има. Се случува и кај нас точки од дневниот ред кои имаат етнички предзнак понекогаш да бидат, да речам, еден од мотивите за така пожестоки расправи. Меѓутоа, тоа е сведено на минимум, иако моја желба било тоа да не се случува и секогаш сите настани од било кое поле, било тоа да е спортско, било тоа да е културно поле, секогаш да се гледаат како настани од тоа поле, а да немаат етнички предзнак. Значи, било да се работи за спорт, музика или други културни и други активности. Сите ние заедно може да придонесеме истото да не се случува во иднина и се надевам дека сите ние ќе работиме и треба да работиме на тоа да докажеме дека ние сме сите тука и нема кај да бегаме еден од друг. Сите мораме да живееме заедно, да кохабитираме еден со друг и дека било кога се работи за јазикот, јас јазикот го сваќам само како алатка за комуникација и за ништо повеќе, не го сваќам како закана за друг или за трет етникум. И мислам дека секогаш треба да работиме да нашите предрасуди, било како личности во општеството, но било и како чинители или пак представници на локалната власт, да се стремат кон тоа да ние, освен нашата активност и нашето действување, истото да го започнеме да го правиме од дома, од нашите деца, да ги научиме дека сите сме тука и сите сме исти и еднакви, без разлика кој на каков јазик зборува или кој каква работа работи.